На 28 април 1919 година на Версајската мировна конференција беше основана Меѓународната организација на трудот. Нејзин прв председател беше господин Алберт Томас од Франција. Основната идеја на организацијата тогаш, а и сега, е трипартитноста, односно поврзувањето на представниците на владите, работодавачите и работниците. 40 години подоцна формиран е ЦИС центарот во рамките на Меѓународната организација на трудот. На почетокот, при формирањето споменав дека беа 11 земји, сега веќе има 140 ЦИС центри во целиот свет. Многу сме горди што од 2008 година Македонското здружение за заштита при работа стана првиот и единствен ИЛО-ЦИС колаборативен центар во Македонија. На 90 годишнината од формирањето на МОТ и 50 годишнината од формирањето на ИЛО-ЦИС центрите, Македонското здружение за заштита при работа се придружи на светското одбележување на овие настани. Македонското здружение за заштита при работа традиционално веќе го одбележува овој ден и се обидува заедно со нашите партнери, заедно со државните институции, со организациите кои ги обединуваат работодавците, со организациите кои ги обединуваат работниците, да поставиме нови траси, нови смерници во однос на справување со проблемите кои се поврзани со работното место. На централниот настан, одржан во хотел Континентал во Скопје, присуствуваа повеќе од 50 луѓе, представници на владени институции, социјални партнери и членови на здруженијето. На присутните им беше презентиран годишниот извештај за 2008 за несреќи при работа, што Македонското здружение за заштита при работа го изготвува врз основа добиените информации од страна на медиумите во Република Македонија. Целта на овој извештај не е да кажеме дали ние чиниме или не чиниме. Целта на овој извештај да кажеме што ни е потребно, значи за да бидеме единствени и на крајот на кришата во оваа држава да имаме единствен извештај. Воедно беа представени резултатите и заклучоците од тркалезната маса на тема начини на евидентирање на несреќи при работа во Република Македонија. Не поттикна да ја направиме тркалезната маса на 6.4.2009 година, значи овој месец, под наслов Евиденција на повреди при работа и професионални заболувања, нови предизвици. Заклучокот од оваа тркалезна маса беше следен. Значи, неопходно е постигнување на националниот консензус по прашање за постапката за пријавување и евидентирање на несреќи при работа. Тоа би значило меѓуинституционално поврзување на сите засегнати релевантни институции. Следеше главниот настан на денот, односно подпишување на меморандуми за соработка со ИЛО-ЦИС колаборативниот центар помеѓу Сојузот на синдикати на Македонија, Организацијата на работодавачи на Македонија, Конфедерацијата на работодавачи на Македонија и Македонското здружение за заштита при работа. Ќе покажеме дека сме спремни да соработуваме и разменуваме информации од заеднички интерес во рамките на ИЛО-ЦИС колаборативниот центар во Македонија. Подписниците на меморандумите имаа своје обраќање до присутните во кое ја истакнаа важноста од разменување на информации од областа на безбедноста и здравјето. Прво морам да изразам една благодарност за воопшто што е формирано вакво здружение. Тоа е едно од најблагородните здруженија што е формирано од типот на НГО во Македонија и сигурно е дека заедно со Сојузот на синдикатите на Македонија, со Организацијата на работодавачи и Конфедерацијата на работодавачи на Република Македонија ќе направиме се да се подобри состојбата на овој план на безбедност и здравје во Република Македонија. И навистина искрено восхитен сум од вашата посветеност да формирате организација која подолго време на ниво на Република Македонија делува успешно. Ве гледам навистина како еден тим хомоген кој што сте се посветиле и вашата цел треба да се подржи. Воедно потенцирајќи дека соработката со Македонското здружение за заштита при работа е од посебен интерес и истата треба да зајакне во наредниот период. Се надевам дека со иницијативата која од минатата година ја поведе здруженијето, дека синдикатот и моите колеги од Организацијата на работодавачи и од Конфедерацијата ќе помогнеме да се подобри состојбата што во овие 19 на години на транзиција изворено лошо излезе на крајот и дека ќе успееме да го подигнеме нивото на безбедност и здравје во Македонија на барем пристојно, ако не на она ниво кое ги има во развиените западни земји. Не можеме да ги имплементираме или да ги оживотвориме оние стандарди кои што се во законот. Тие се превисоки.
но сепак да се трудиме секојдневно таа безбедност и заштита да ја зголемуваме. Многу е важно да се посвети внимание околу активности за заштита и безбедност на работното место. Односно, законот многу добро го знаеме. Законот е донесен низ процедурата на социјален диалог и затоа сме благодарни. Исто така апелираме до владата повеќе внимание да обрне до Советот за безбедност и здравје при работа, за да може заедно да функционираме и исто така да можеме квалитетно да ги споделуваме и квалитетно да ги остваруваме задачите и одредбите од законот. Благодарам до секој од вас поединечно. Се надевам дека ова покрај тоа што е официјален чин ќе представува и обврска за секој од нас поединечно. Заштитата при работа, како што реков, не представува статистика, заштитата при работа представува превентива и не представува соло концерт на поединци. Тоа представува заедничка заложба на сите професионалци кои работат во оваа област, вклучувајќи ги инженерите, вклучувајќи ги професионалците, државните органи, лекарите по медицина на труд, социјалните партнери. Едноставно, ова е орото кое сите ние заедно треба да го изиграме. Колку подобро го играме, толку помалку ќе имаме несреќи на работа. Тимот кој што работи во Сдруженијето ви е на располагање и ќе биде среќен доколку може да ви овозможи да ги добиете потребните информации од една страна и ви стои на располагање да ги доставите вашите информации и тие да бидат препратени до седиштето на ИЛО ЦИС. Посебна благодарност до Фондацијата Фридрих Еберт за нивната финансиска поддршка за организирање на настанот.